Требаше да внимавате што говорите. Вие сте правник. Така да од колегите ќе добиете одговор, јас во тој правец нема да говорам, не ми е тоа струката. И јас и сите ние во партијата се согласуваме дека најдобро решение за Република Македонија е ЕУ и НАТО. И таа дилема да ја расчистиме по 100 пати, кажува. Но прифаќањето на спогодбата и промената на името нема да ги решат нашите проблеми, колешки. Туку напротив, ќе се влошат состојбите, затоа што не се почитува волјата на граѓаните, изразена на референдум. Тука веќе нема иднина. Кога не се почитува гласов народот, тука одлучуваат одредена група на луѓе, тогаш веќе има проблем. А вие сте правник и најдобро знаете како тоа треба да се решава. Затоа ќе треба да внимавате. Точно е дека многу очи се вперени во нас. Пред се и на диаспората, а тие се изјаснија. Кажа, не излегоа, со тоа го кажа и својот став. Но и македонците во соседните земји исто така кажа. Што мислат? Имаше некои шпекулации, бидејќи тие очи што беа вперени, сакам да ви кажам и што мислат тие. Вино жито, политичка партија во Република Грција, е против промената на името на Република Македонија и против Преспанскиот договор. Сакам да го знаете, тоа е официјален став на секретаријатот на Вино жито. И велат вак, цитирам: нашиот став е непроменет. Ние сме против било каква промена на уставното име на Република Македонија, а тоа значи и дека сме против Преспанскиот договор, но не сме против диалогот помеѓу двете држави. Ова е ставот на политичкиот секретаријат на Вино жито, партијата на македонците во Грција. Со ова членовите на Вино жито сакаат решително и едногласно да ги расчистат шпекулациите околу наводната промена на официјалната и доследна позиција на партијата за ова прашање. Дали Република Македонија ќе го смени нејзиното уставно име или не, продолжуваат, останува да биде внатрешно прашање на државата и на нејзините граѓани, кои имаат демократско право да гласат за или против, или пак да не гласаат. Велат од раководството на Вино жито и истакнуваат дека остануваат против каква било промена на уставното име на Република Македонија. Сега, имаше шпекулации вчера. На состанокот на политичкиот секретаријат, одржан на 19 август 2018 година, присуствувал и Павле Васкополос, кој толку добро некој вчера колеги го цитира и што кажал. Меѓутоа, ова е став на цело Вино жито. Ова реакција доаѓа најверојатно поради интервјуто на Воскополос за порталот Нова ТВ, во кој тој вели дека договорот дава позитивен импут за владите и граѓаните во двете држави, дека со договорот не се допира во националните идентитети. Никаков проблем и рефлексија нема овој договор. Благодарам. Само да кажам дека не сакам да се злоупотребува. Калеска, Ванчева, довршите. Само да речените. И што ни велат нашите роднини, пријатели, нашето малцинство од Грција? Вие треба, нужни се реформи во образовниот систем на двете држави и унапредување на космополитизмот, за да се возможи со овој договор да се постигне вистинскиот ефект за градење на вистински добра односи меѓу двете држави. Благодарам.